причини обвините вршителна должност, како ќе функционира обвинителството и бидејќи законот се уште Ако дојдеме во таа ситуација, да нема донесено нов закон и да заврши мандатот на Јанева или да биде разрешен, тогаш собранието ќе има обврска, вклучително и комисијата која што јас ја раководам, да ја започне новата постапка за избор на специјален јавен обвинител. Но тоа е премногу хипотетички, иако нема многу време, има 15 на дена, нешто повеќе од 15 дена, но премногу хипотетички во овие 15 дена да видиме како ќе се развиваат процесите и во судски правни рамки, и во политички рамки овде во собранието, па ќе коментирам. Доколку се случи тоа, не е донесен закон и е завршен мандатот на Јанева, ќе мора да започнеме нова постапка. И таа е исто така многу комплицирана постапка, значи потребно е согласно со 4 партии, потребно е двотретинско и бадинтерово мнозинство во собранието, па потоа потврди и од Советот на јавни обвинители, но во рамки на сегашната поставеност на законите, тоа е единствениот канал за излез од оваа ситуација. Сулуди се и комплетно незаконски идеите дека може Советот на јавни обвинители да назначи ВД без учество на собранието. Тоа е практично поништување на собранието како орган и гледам и сум радосен тоа што Советот на јавни обвинители успева да биде резистентен на политичките притисоци во врска со тоа прашање. Никак, законот дозволува 1 година продолжување само со одлука на собрание, не со одлука на било кој друг орган. Дури во таа постапка за продолжување на еден мандат дури не е ни потребен Советот на јавни обвинители, таа одлука може да ја донесе собранието само по себе, но тоа е во таков случај, ако потврдува мандат на досегашен јавен обвинител, што очигледно заради сомнежите за тежок криминал, рекет и уцени врз политичари, не можеме нити хипотетички да го разгледуваме.